Здраво дечки, еве сме во уште едно видео од овој серијал за React.js и денеска ќе позборуваме за нешто поинтересно, значи нема да пишуваме многу код, меѓутоа ќе се потрудиме да ја пролепшаме, што би рекле срвите, нашата апликација. Интересна работа за React е што на интернетот надвор постојат доста готови компоненти кои што може да ги користите. Значи сте ги инсталирате со npm install, најдете некоја компонента и може да ја инсталирате. Прогугламе на интернет, не знам. React.js best components. Цели библиотеки, не знам, ај на npm на страната додеме. npm. Search npm packages, не знам, React drag. Што и да е, React draggable компонента кој што може да ја користите за да креирате drop елементи или како и да е. Sortable, јас мислам дека ова им користено во еден проект. Мислам дека таа беше. Sortable, да. И за да инсталирате оваа компонент, пишувате во нашиот терминал npm install името на библиотеката, компонентата и цртичка save. И ќе инсталирате и потоа стартувате вашата апликација и може да користите оваа компонента, која што гледате имате и упатство како да ја користите. Значи на оваа страна, на овој линк npm.com и овде можете да срчате разни работи. Drop zone е пробувано. Меѓутоа во оваа видео ќе видиме како да инсталираме нешто поголемо. Значи конкретно за React има доста цели готови библиотеки со многу кои доаѓаат спремни со многу компоненти. Една таква библиотека е Material UI. Значи оваа библиотека изобилува со многу компоненти. Овде имаше некаде каде имаше линк до демото, мислам дека треба да има. До бесплатната тема, OBS Premium, Browse Themes, како и да може да ги разгледаме компонентите. Може сега да најдем каде тоа. Installation, ево дека имате Components. Input е почнуваме од button, значи гледате, докато инсталирате ова библиотека, UI библиотека, ќе видите какви различни компоненти за копчиња имате, гледате какви разни копчиња. Имате button group да комбинирате копчиња, имате checkboxes, имате date pickers, селектирате вредности со валидации, text fields, switches. Не само тоа, милион други. Имате bar, имате card, креате карди со слики за продукти, како што гледате, ова ви е скроз бесплатно. Па ајде да инсталираме оваа библиотека, се вратиме скроз назад со едноставна команда. Сега сме на правата страна, која ќе отворите materialui.com, имате една едноставна команда. npm install. Одиме во нашата апликација, доколку ви е стартувана апликацијата, притиснете Ctrl+C, еве ќе стартувам, npm start. Сега ми е стартувано, се враќам овде, ке притискам Ctrl+C, за да изгасам, clear, да изчистам конзолата и пишувам npm install material UI core, enter. Ова ќе ми инсталирам неколку сите пакети кои ми се потребни за оваа тема. Треба брзо да заврши, некои грешки, небитно, не знам што се. Clear и треба се да ми работи. npm start идеме. Нашата апликација е скроз иста, ајде да искористиме некој компонента, чисто да видиме дека се ни работи. За тест, пробајте копче дали имате. Ајде ќе одиме некој по-убаво копче да ставиме. Components, buttons и ајде да речеме ќе копираме ова копче, button. Океј, одиме во нашата functional компонента и под ова копче ги ставиме уште едно копче и треба снети и треба горе да го импортираме.
го има ли тук, докато го нема, тук може да го прикажем сега. Код за овој пример што ни е тук, значи на овие двете за код стискаме и може да го испратим ова. Одиме горе, го импортираме нашето копче, save. Се враќаме во нашата апликација и како што гледаме има OTK плаво копче. Ајде да пробаме некој друго, не знам, поставихме плавото. Кој е прво, второ, третото, прво, второ, третото ми е некоја розова. Secondary color, дали ни требат стиловите за тоа само, не знам. Сега ќе видиме. Се вратиме во нашата апликација и како што гледаме ние некоја розово копчето. Secondary color, тоа е таа боја што ни е дефинирана. Почна вентилаторите да бучат, ќе гледам да убрзам малку со видеото. Значи ова е чекајте, изгасам апликацијата. Download малку компјутерот. Значи имам лично користено Material UA, други кои што ги имам користено вакви готови библиотеки се React Strap. Еве имате овдека едноставна команда како да го инсталирате React Strap. Веќе имате React и React DOM, докато имате готова апликација, ви треба само React Strap да го инсталирате. npm install --save React Strap. Какви компоненти има овдека? Buttons, горе-доле се сите слични, Jambotron, Popovers, Navigation, Tooltips, Stats, Navs, Navsbars, Modals, значи много компоненти. Исто така, изгасам овие, значи Material UA, React Strap и Undesign го им користимо. Undesign React. Ево го и Undesign или Und, не знам како беше. Undesign for React. Getting started е npm install und, само пишувате и имате готова за користење Undesign. Копчиња какви има, други компоненти, menu, dropdowns, што има много компоненти. Значи тие три ги имам лично користено, а докато прогуглате на Google React UI Library, имате линкови каде што ќе најдете много различни. Ева Undesign е овдека препорачен како Material UA прво, па Undesign, па React Admin, Shards, Material UA, React Bootstrap и така натаму. Значи, прогуглате, меѓутоа Material UA некој ми е најдобро, и Undesign и React Strap онака. Така да може да го коментираме во кодот, како што гледаме промени кои што ги има во нашиот код е овде како што куцавме код. Кога пишевме npm install, во package.json ни се додаде ова dependency, Material UA core, и во package.json исто така има нека промена која што може да видиме тука. Add Material UI. А во некој наредно видео ќе ви покажам како да направите репо на GitHub или на Bitbucket и да додадете ремоута да не ви биде ова локално. Значи, сите промени, повеќето промени што ги правиме се комитирам, значи промена, комитирам, за ако нешто пореметам, можам да ги ресетнам файловите на последниот ревърт, докато два пати кликнам некој се враќам во тој момент од историјата каде што сум бил, каде што сум работел. Може да го напред назад колку сакам. Така да, дечки, тоа е тоа за видео. Продолжуваме во некој наредно со поинтересни содржини, бидејќи сега имаме UA библиотека и може полека да уште некој видео, мислам дека ќе снимам со вакви некои основни работи каде што ќе објаснеме и потоа ќе почнеме да правиме некоја практична апликација. Практична апликација планирам да правам нешто интересно, поврзано со, бидејќи сум фан на Dota 2. Кога отворам Steam, се отвори
Ще гледате играм Dota 2 и ќе направиме некоја апликација што е поврзана некако со Dota 2. Имам баш некоја замисла што би правил, така да бидете ми поздравени и се гледаме во некоја наредно видео. Чао, чао!